Не го буди така, викна дедо ми и ми ја тргна раката токму кога сакав силно да го разбудам брат ми. Во неговиот глас немаше лутина, имаше страв. Имав 12 години. Брат ми спиеше длабоко. Мајка ми ме испрати да го разбудам за ручек. Му ја допрев рамото, но не реагираш. Сакав силно да го протресам. Во истиот миг дедо ми влезе во собата. Полекак. Само тоа го рече. Потоа седна до креветот, тивко го повика по име и нежно му ја стави раката на рамото. По неколку секунди брат ми ги отвори очите. Кога останавме сами, не издржав. Дедо, зошто не ми дозволи? Тој се насмевна. Старите велеа дека човек не треба нагло да се буди. Во секое село имаше свое објаснување. Некои верувале дека душата додека спиеме патува, други едноставно мислеле дека ненадејното будење го плаши човекот. Замолче за миг. Не знам дали тие верувања биле вистинити. Потоа ме погледна и рече нешто што никогаш не го заборавив. Но знам дека човек што го будиш со мирен глас, го будиш со почит. Денес, кога треба да разбудам некого, никогаш не викам. Никогаш не трескам. Секогаш прво тивко го повикувам по име. Не затоа што се плашам од старото народно верување. Туку затоа што секој човек заслужува да се разбуди со мир, а не со страв. Понекогаш зад најстарите обичаи не се крие магија. Туку тивка човечка мудрост што вреди да се памети.